Си бугарин во Република Македонија, колку точно ги има и каде? Дали ќе служат војска во Бугарија? Дали своите деца ќе ги нарекуваат бугари? Дали ќе бараат бугарско малцинство во македонскиот устав? Одговор на 36 клучни прашања за Република Македонија. Која е бугарската, а која е македонската државна стратегија? Дали во случај на конфликт овие граѓани ќе бидат лојални на Бугарија? Разоткривање на целата структура и процедура. Бугарин, националност или професија. Книга која дава придонес на македонската надворешна политика во решавањето на меѓусоседските односи. На 18 јуни, во 20 часот, во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив во паркот на книгите, бише промовирана книгата Бугарин, националност или професија од магистар Оливер Румавски. Оливер Румавски, роден пред 46 години, женат со Билјана, 3 деца, Давид, Огнан и Галена. Автор на 5 книги проза, автор на 4 филмски сценарија, коавтор на филмското сценарио Цар Самуил кој наскоро ќе влезе во продукција, автор на 2 целовечерни стендап представи, автор, водител и продуцент на преку 300 телевизиски емисии, автор и режисер на преку 20 комерцијални кампањи, видеоспотови и разни презентации, продуцент и организатор на големи настани. Завршил политички науки, на постдипломските студии се одлучува да изработи магистарски труд со кој ќе успее да дефинира и разоткрие еден феномен кој не следи низ годините како држава и се нафаќа на темата политиката на Република Бугарија за издавање на двојни државјанства на македонски граѓани, консеквенции врз Република Македонија. Како промотори на книгата беа професор доктор Тодор Чепреганов и професор доктор Стефан Влахов Мицов. Клучно прашање за иднината на Македонија, затоа уште еднаш ќе кажам дека ми е задоволство тука гледам врвни научници, политичари, луѓе од разни фели, кое е многу добро. Пошто таа книга не е наменета само за некоја тесна публика, таа книга е за сите нас. Агресијата со бугарските пасоши, како веќе кажах, е клучно прашање за македонската иднина. Во последните 10 години сме фрлили се врз односите со Грција, а за жал сме запоставили 2 други клучни проблема со Бугарија и со Албанија. Зошто велам агресија? Прво, затоа што во однос на Македонија е во тек бугарска државна доктрина, разработена во 1997 година, авторот зборува за во 1997, таа е надополнета во 1998 година и уште еднаш надополнета во 2008 година. Во неја е подцртано дека е систем на официјално прифатени погледи и начела за обединување на сите бугари. Значи, тоа е навистина државна доктрина. А бугарските пасоши се дел од тие действија. Се сеќаваме, Милошевиќ беше обвинет од трибуналот во Хаг дека сакал да стави сите срби во една држава со војна. Но и агресијата врз Македонија од страна на Бугарија е исто вид војна. Второ, зашо велам агресија? Затоа што врз македонските студенти во Бугарија се вршат невидени притисоци за земање бугарско државјанство. Јас сум сведок како тие се жалеа уште на премиерот Вучковски во 2005 година за тие притисоци. За да станете бугарин има 2 услови: да декларирате бугарско национално чувство и да имате потврда за бугарско потекло. По реакцијата на Велика Британија и други западни земји за лесно давање на бугарски пасоши, наводно отпаѓа потврдата за бугарска самосвест. Но како се докажува бугарското потекло? Со документи, издавани од окупационните бугарски власти во Првата и Втората светска војна. Бугарија негира дека била окупатор на Македонија,
но по официалните български документи постои първи окупационен корпус по Втората светска война во Македония и Сърбия и втори окупационен корпус во Беломорието. Твърденията на Бугария дека корпусите се викали окупационни во однос на Югославия и Гърция паѓат во вода, пошто тие са формирани по разгромот на двете држави од Германија. Така што са окупационни во однос на македонците. Тоа е се едно денес Германија да даде на цела Европа пасоши, пошто ја беше окупирала во Втората светска војна. Криминалниот характер на акцијата се гледа од фактот дека Државната агенција за бугарите во Тугина е дел од владата на Бугарија, така што не може да се прави разлика меѓу нези и Министерството за правда. Корупцијата е во целата бугарска влада и останатите државни институции, но во случајот со пасошите, тоа е оправдуване за бугарската агресија. Вработените во Државната агенција се истовремено и шпиони и тие преку фирми посредници за пасоши вршат шпионажа и во самата Македонија. Техниките и инструментите на истражување зависат од природата на предметот, односно од неговата суштина и карактер. За потребите на овој научен труд од истражувачките постапки, односно техники, се искористени техниката на анкетирање и интервју. За прибирање на податоците од истражувањето користени се инструментот анкетен лист со кој се анкетирани испитаниците од целата територија на Република Македонија што имаат двојно државјанство, а за потребите на интервјуто користен е потсетник за разговор со именитни стручњаци. Но најинтересни и битни се теренските истражувања и анкети со самите македонци кои са добили бугарски пасоши. Тоа од една страна е потврда на бугарската агресија кон Македонија, од друга покажува проблемите на македонската самосвест, ерозијата на таа самосвест. Еве ги неколку примери. 21,4% од испитаниците велат дека ниту знаат да читат и пишуваат на бугарски јазик, ниту знаат бугарската историја. Тогаш од кај ме бугарската самосвест за која са добили бугарско државјанство? Значи паѓа во вода и поранешниот услов за бугарска самосвест. Се знае, а тој самата Бугарија признава дека македонците земат бугарски пасоши по економски причини. Но и тука работите не се сосема чисти. 83,1% од испитаниците велат дека имат економски проблеми во Македонија, а 10,8% политички. Обратете внимание, тие кои имат економски проблеми се со високо образование, а тие со политички проблеми се со средно образование. Да одиме понатаму. 28,1% од македонците со високо образование велат дека не познават бугарската историја, а истовремено 35% велат дека ја познават, а се со средно образование. Уште една нелогичност. 25,4% од испитаниците велат дека не знаат да читат и пишуваат на бугарски јазик. Тие се со високо образование. Обратно, 40,3% знаели да читат и пишуваат на бугарски јазик, а се со средно образование. Трета нелогичност. Тука може да се направи заклучок дека помалку образованите се манипулирани од бугарската пропаганда и агентура. Ниме ме кажано дека ќе бидат по-добро како бугари и тие прифатили, кое значи дека имат слаба самосвест. Точно за нив можеме да кажеме дека стават бугари по професија. Тие би можели да бидат и словенци, и унгарци, и италијанци, само што овие држави не дават лесно пасоши. Дека имат проблем не само со самосвеста, а и со психата е одговорот на прашањето. Каква корист ќе имате од двојното државјанство? 58,83% велат за работа. Тоа го рек. А 41,17% за да патуват по тугина. Тоа не е релевантен одговор, затоа што истражувањето е спроведено во 2014 година, кога македонците можат слободно да патуват со своите пасоши во Европската унија. Ерозијата во македонската самосвест личи и од контраверзните одговори какви ќе бидат нивните деца, македонци или бугари. 8,8% од испитаниците велат дека ќе бидат македонци, а истовремено тврдат дека во еден военен судар ќе се однесуваат како бугари. Теренското истражување е од извонредна вредност, затоа што дава можност за децидни анализи врз психата на македонците.
кои земат бугарски пасоши и за тесните места во бугарската пропаганда. Но книгата на магистар Оливер Ромевски е многу интересна и со прашањата кон 10 луѓе со високо образование, македонски научници, дипломати, новинари. Одговорите на некои прашања се многу чудни и се во корелација со тие на испитаниците. Станува збор за прашање 3, 5 и 7. Првото е поврзано со бугарската политика кон Македонија. Јас сум многу зачуден од фактот дека одговорите продолжуваат да потцртуваат дека Бугарија прва признава Македонија. Бугарија призна Македонија само како географски поим. Пошто ако не признаваш нација и јазик, ти не признаваш и држава. Нема држава без нација и јазик. Уште почудни се одговорите за механизмите кои користи Бугарија. Цитат: тие механизми според нашите соговорници, вели автор, се во согласност со политиката на Европската унија. Бугарија не се однесувала како непријател кон Македонија и така натаму. Таков став е спротивен на целото истражување. На прашањето дали сметате дека треба да се зајакне свеста на македонската држава и народ, констатацијата била дека другите не именували како македонци, тоа знаеме дека не е точно, барем за соседите, и дека нема потреба ние самите тоа да го правиме постојано. Истовремено се бележи дека Македонија немала стратегија во однос на Бугарија, па како да има со такви одговори. Во заклучок, уште еднаш ќе кажам дека такво дело, како на магистар Оливер Ромевски, е оредно по својата вредност, затоа што од една страна покажува како е бугарската агресија кон Македонија, а од друга во каков ќорсо как сме испаднали. Земањето на бугарски пасоши од страна на македонците е само доказ за порозноста на македонското национално и државничко ткиво. Ромевски е во право кога вели дека политиката на двојни државјанства, што со леснотија, односно со едноставна процедура, им се даваат на македонските граѓани од страна на Република Бугарија, притоа наметнувајќи им сознание за нивните бугарски корени за кои не биле свесни, представува уште еден пример на карактеристичните потези од страна на бугарската национална стратегија, која со децении се обидува да прикаже дека македонците се само дел од бугарскиот етникум, дека македонскиот е дијалект на бугарскиот јазик, а македонскиот идентитет е бугарски. Што значи дека Република Бугарија, наместо добрососедска политика во Република Македонија, води политика на, како што вели Ромевски, природување на македонското население и со тоа придонесува за создавање нов проблем. Иако е свесна за горливиот проблем со името на Република Македонија кој го поставува Република Грција. Во основа на политиката на овие двојни аршини и на одбраната, јас го поставив тоа прашање, беше дозволено од комисијата. А што ќе се случи ако бугарите поднесат барање со бројот на македонци кои што земале бугарски пасоши и побарат отварање на бугарски училишта во Македонија да се почитува законите кои што сега ги дава Европската унија? Дали тогаш ќе имаме уште еден дополнителен проблем за оноа дали може да влеземе во Европската унија, а тоа бугарите може да го направат. Од своја страна, Бугарија води интензивна природувачка политика со која на македонските граѓани им овозможува да тргуваат со националните чувства, како што рече и колегата Влахов, заради економскиот обстанок и создаде нова бројка на бугарски граѓани со македонско потекло. Авторот прашањето за природување на македонските граѓани го разгледува интердисциплинарно и при тоа посебно се осврнува на сите сегменти од политиката на земање на бугарски пасоши што со законски регулативи е овозможено. И овие анализите што се направени се навистина многу добри. Дел од лицата кои ги земаат бугарските пасоши даваат изјави на нотар и потврдуваат таму дека се македонци и дека поради економски или какви било причини социјални ги земаат пасошите, а тоа да остане како доказ за нивните поколенија понатаму дека еве не сме бугари, него сме македонци. Меѓутоа, тоа за мене не представува ништо, ако со колегата Чекарјановски постојано дискутираме и за тоа. Затоа што според мене, ако е така, дајте сите да земеме бугарски пасоши, да станеме бугари, па сите да си напишеме по еден нотарска изјава и да се одиме во Европа без проблем, па кога ќе не примат, после ќе си ги отфрлиме бугарските пасоши. На крајот, авторот само неколку реченици сублимира целата политика и цел на Бугарија кон прашањето за издавање на пасоши. Отворен цитат.
Общ заклучок, вели Ромевски, дека политиката на Република Бугарија за издавање на двојни државјанства на македонски граѓани е долгорочна политика. Пазете, долгорочна политика, што го нагласи и Влахов. Има тоа и стратегија од 97 година која што оди до денес. Ние се постави прашање. Дали македонската држава направила некаква стратегија како да се одбрани од тоа или стратегија што прави на ние, која има свој историски континуитет во рамките на политиката на бугарската држава кон Македонија. Оваа политика е дел од еден долг процес кој има свои зацртани цели и се спроведува со одредени механизми на државата, како што се Државната агенција за бугарите во туѓина, Министерството за правда на Република Бугарија и одредени приватни лица и агенции оспособени за посредување, заради поедноставување и забрзување на процедурата. Оваа политика е продолжение на бугарската национална стратегија која функционирала до демократизацијата на бугарското општество, но е составен дел и денес од новата предлог стратегија за создавање бугарски граѓани. Јас ќе кажам само една реченица која што беше воделка во правењето на овој магистарски труд. Не сакав залудно да ми отиде магистратурата пишувајќи некој есеј кој што ќе остане заборавен некаде на факултетот или во Министерството за образование. Тоа беше првиот мотив. Вториот мотив беше не гледај што државата ќе направи за тебе, туку гледај ти што можеш да направиш за државата. Тој беше, да кажем, еден од основните мотиви. И третиот мотив беше да оставиме нешто за наредните генерации, да се сеќаваат и да може да работат по тоа што си го напишал, што си го истражувал, што си го буквално, дека секоја книга е еден вид новороденче што си го донел на свет. Затоа нема да должам многу околу книгата, ви благодарам уште еднаш кај што дојдов. Значи имам благодарност буквално кон сите за тоа што чувството да создадеш нешто не може од сам еден човек, не може сам да седнеш и да пишуваш и да работиш без да имаш помош од X број на луѓе, сите со добра намера да се создаде нешто што утре ќе остане во историјата дека некој се обидел да разјасни некои работи. Не мразам бугари, напротив, жена ми фаќа навечер како ја гледам бугарската серија за разлика од многу луѓе кои што не ја гледаат. Напротив, идејата ми е да Македонија потполно соработува со сите своји соседи и некои работи да се буквално да се разјаснат, расчинат и да бидат во духот на една модерна Европа. Професор доктор Чепреганов, кажете како сте задоволни пред се од самата промоција? Видите, сега се работи за една книга што всушност представува магистарски труд на Оливер Ромевски за една материја која што е многу интересна и која што и ден денеска и може би во иднина се уште ќе представува тема на која што ќе се дискутира. Именно се работи за материја која што расправа за земање на бугарски пасоши, што познато ни е на сите дека се случува во Македонија од осамостојувањето на Република Македонија од 1991 година. Едноставно процесот кој што се случува, јас тоа го нарекувам жива историја, затоа што тоа е процес кој што се уште трае, историски не е завршен и може да едноставно крајот не му се гледа. Дали ќе трае со истиот интензитет како што е денеска, или ќе се намали, или ќе се зголеми, затоа што, како што пишува магистар Ромевски, до сега има земено околу над 50.000 бугарски
пасоши, што значи дека македонското ткиво, кое што и така порозно, станува уште попорозно. Едноставно, како да чувството за државност и нација не е се уште за утврдено кај македонскиот народ. Самиот факт што толку голем број на луѓе поднесуваат барање за бугарски пасош, а бугарите имаат своја стратегија со која што тоа како да го стимулираат уште повеќе, затоа што е многу лесен начинот да се дојде до бугарски пасош. Можеби, бидејќи имаше реакција од страна на Европската Унија, тоа да се стопира, да не биде на така лесен начин, меѓутоа бугарите и во новите критериуми кажуваат дека за македонците тие критериуми кои што се установени од страна на Европската Унија не важат за македонците. Ако, како што реков, некој за да се ајде да кажеме наводници да се измијат од тоа што го прават. На нотар заверуваат изјави со кои што кажуваат дека поради економски причини јас тој земам бугарски пасош, меѓутоа за идните поколенија сакам да оставам доказ дека јас сум македонец. Ама тоа кој ќе го види? Бугарија што има стратегија во однос на македонското прашање и она работи на таа стратегија од 1997 година и само ја надополнува. И ве имате држава која што не го признава македонскиот јазик, македонската нација, култура, ја признава само македонската држава, која што рече Влахов, држава без нација не е држава. Значи, едноставно имате тотална негација од една страна на се што е ваша припадност, идентитет, а од друга страна имате држава која што е признала права. И сега од друга страна имате исто така земање бугарски пасош. Стратегија за со бугарски пасоши да се зголеми бројот на бугарите у Бугарија. На прашањето дали можеби со овој научен труд се искажува отпор кон процесот за земање бугарски пасош, следуваше одговорот. Овде нема никаква импровизација или никакво толкување. Тој авторот има своји заклучоци, меѓутоа овде не можете да му најдете никаква забелешка за методологијата која што е применува. Затоа што овде се дадени целиот тек на целиот законски процес како може да се дојде до бугарски пасош. И он ги дава, уствари, ги дава импликациите од тие законски норми кои што ги дава бугарската држава во однос на она што се случува во Република Македонија. И тој во заклучено кажува дека тоа е стратегија, долгорочна стратегија, која што е стратегија на бугарската влада. Значи, овде имате чисто една стратегија на една држава која што треба да се каже дека знае што сака. И тоа е вистинска држава, држава која што има цел и која што работи на реализирање на својата цел. Таа има стратегија која што гледа да реализира. И овде треба да се честите на бугарската држава за оно што го прави. Сега од друга страна тоа што го има и во книгата, што прави македонската држава за да тоа го анулира или да го спречи тој процес. Тоа е големо прашање, кое што останува неодговорено. Така, магистар Оливер Румевски спомна дека неговиот основен мотив е пробај ти нешто да направиш за сопствената држава, наместо да чекаш државата да направи нешто за тебе. А токму тоа, знаете, ние сите кога ќе слушнете некој дека зема бугарски пасош, ќе ви каже па што направила државата за мене? Што направила државата? Ништо не направила, јас гледам да си најдам излечие, окей. Да речеме вака нормално, точно е тоа. А меѓутоа, прашањето дали сите го прават тоа? Дали сите во другите држави не се наоѓале во таква ситуација тешка и сите земале државјанства за да си олеснат? Не. Работата е дали вие можете да бидете отпорни на оно што ви се случува. Колку ви е свеста за вашата припадност голема? Каква е вашата свест за припадноста? За државата? Чувството кон државност? Чувството кон нација? Тие се основните проблеми кои што се присутни овде што сака да го наметне Румевски. Затоа што вие слушнавте во анкетите што се правени. Он е бугарин, не знае бугарски, не знае бугарски да пишува, не знае бугарски јазик, не знае ништо. А он по самочувство е бугарин. Па земете го сега апсурдот каков е тој. Сега работата е колку сме ние, колку сепак тоа се работите, зашто реков, но ова не е случајно. Затоа што низ историјата ние сме имале такви примери. И цела среќа што таа македонска нитка била присутна секогаш. Одредена генерација, одредени луѓе и погресите
напори што ги правеле да ги приопштат кон некоја од пропагандите бугарска, грчка, српска, останале македонци и без држава. И тие успеале тоа да го наметнат да остане. И затоа ние денеска сме тоа. Сега, колку сме ние порозни тоа да го издржиме, да не го изгубиме, зависи од самите нас. Пазите, тие немале држава, што тие дале, немале држава, немале ништо, немало институција која што стои зад нив, а се бореле да има држава. Значи, тие се вложиле во државата. И сега, ако се вложиле во државата, што сакаат да им даде државата? Тие се вложиле да има држава, да имат македонска нација, да бидат тоа што се. И сега ние го поставуваме прашањето што ни дала државата. А на тие луѓе што им дала државата, да речеме, што со генерации се бореле и умреле за да се има една држава, добиле смрт. И сега, а ние сега живееме и сега ние што бараме. Се уште мислам дека, ајде ќе кажам дека и го нагласив тоа дека чувството за државност и нација не е за жал. Се уште не добро, не многу развиено, како што за жал кај некои други соседни народи го имаат и кои што без проблем успеваат да манипулираат со оно што ни се случува кај нас денес. Магистар Оливер Румевски, како вие сте задоволен од вечерашната промоција на вашиот научен труд Бугарин, националност или професија? Па да ви кажам, јас сум презадоволен, затоа што пред се работи за книга која што третира одредено научно прашање и широката публика дури сега ќе дознава фактички за книгата, односно за трудот кој што од денеска фактички ќе почне да живее во книжарниците. Доброто е што ние дел од тиражот успеавме да го пласираме и преку МПМ, значи во секоја книжарница, буквално на секоја будка да биде достапна книгата со една популарна цена од 300 денари, со што сакаме да на некој начин го да ја омасовиме оваа приказна, за да можат граѓаните да дознаат навистина се она што е нејасно во случајот на овој феномен со двојните државјанства, односно бугарските пасоши. Така, значи колку вие сметате дека е загрозен националниот и државниот интегритет на Македонија и македонскиот народ, ете со оваа појава на издавање на двојни државјанства? Значи, македонскиот интегритет не е загрозен, се работи за мало нарушување од страна на бугарската стратегија на македонскиот идентитет. Значи, се користат одредени методи кои што се на страни, да речеме, за Европската Унија, не се прифатливи како такви во модерните општества, но сепак Бугарија ги користи како државна стратегија за да природи македонци, се со цел за да еден ден, како што јас всушност и докажувам во мојата теза, побара бугарско малцинство во нашиот устав, со што конечно ќе се реализира желбата која што има во изминатите 150 години, да ги прикаже македонците како дел од бугарскиот народ, македонскиот идентитет како дел од бугарскиот идентитет и впрочем македонскиот јазик како непостоечки, туку само како еден дијалект на бугарскиот јазик. Како што веќе спомена и професор доктор Чепреганов, секој од нас има свое мислење за самиот чин за земање на бугарски пасош и затоа некој од нас ќе најде оправдување, а некој друг осуда. Но она за кое сите сме согласни е дека ова дело, бугарин, националност или професија, содржи факти и информации кои се темелат на конкретни истражувања и анализи.